Помалку заборавената фраза што ја употребуваа европските дипломати дека патот на Скопје кон Европската унија води преку Охрид, од денеска има нова верзија. Патот на Скопје кон Европската унија поминува преку Софија. Автор на максимата е бугарскиот претседател Румен Радев, а ја промовираше на одбележувањето на Свети Кирил и Методи, чие дело треба да ги зближува двата соседа. Начинот за отварање на европейскиот пат на нашите брати од Република Северна Македонија минава преди всичко през Софија. Радев не крие дека деновиве неговиот телефон често звони, но има одговор на тоа. Изведнъж станах много интересен за всички европейски лидери. Към България има огромно внимание, няма да казвам думата натиск, но да не забравяме, България е страната член на Европейският съюз. И това означава много. И ние именно ще се обърнем за солидарност към останалите членове на Европейския съюз. Най-важното е България като такъв отговорен член да не допуска в Съюза да бъдат внесени нови проблеми. Иницијативата за деблокада на македонските евроинтеграции уште во јуни, за што зборува Радев, ја предводи португалското председателство со Европската унија, а во неа се вклучени повеќе земји членки. Во тоа убедување, според изворите на 360 степени, се користат или ќе се користат и други прашања од значење за Бугарија, како што се повеќе годишното очекување да стане дел од Шенген просторот блокирано од Холандија или сумата што ќе ја добие од планот на ЕУ за пост-ковид заздравување. Софија, која во моментот има преодна влада, јавно не се произнесе за содржината на португалскиот предлог. Премиерот Јанев рече дека не може да ги сменат позициите утврдени од парламентот, а председателот Радев порача дека не сакаат да гледаат само декларации, туку јасни гаранции за безбедноста и националните интереси. Със сигурност виждаме, че Европейския съюз се опитва да допринесе за намирането на едно приемливо решение за България, така че да се отпуши този блокаж. Всъщност това са едни такива първоначални стъпки. В тази ситуация не може да се очакват едни радикални промени в настоящата позиция. Още по-малко, защото това служебно правителство няма и мандата да предприема такива. В България ще се проведат следващите парламентарни избори на 11 юли. Докато нямаме нов парламент, може да се твърди, че служебното правителство ще следва настоящата линия спрямо Северна Македонија. Премиерот Заев денеска ја дообјасни својата оценка дадена по средбата со португалскиот министер за надворешни работи Силва, дека сетот идеи на Лисабон е добра основа за решавање на проблемот. Според мене, мислам дека португалското председателство, португалскиот министер Агусто Силва, заедно со неговиот тим, воделе грижа за двете страни, за да бидат вклопени очекувањата. Кај нас рековме дека тоа е добра база, појдовна основа за решение. Ние го дискутираме сериозно и веќе се одржаа неколку состаноци и ќе продолжат секако во текот на оваа седмица се одржат. Исто така гледам дека и во бугарската страна, имајќи во предвид резолуцијата освоена во нивниот парламент, ставовите на бугарската страна, тие го имаат сето тоа што е важно соодветно и алоцирано, дали е во договорот за асоциација и стабилизација, дали е во роудмап или патната карта, која што представува обврска на двете страни во идното позабрзано реализирање на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Северна Македонија и Бугарија. Португалското председателство, како што велат дипломатски извори, е решено да ја продолжи посредничката мисија се до 22 јуни, кога се одржува Советот за општи работи на ЕУ, без оглед на топло-ладно сигналите по првата рунда разговори во Скопје и во Софија. Да злоупотребаме на реченица од Да Силва, која кажал и во Софија, ние каже и нам. Значи, ја го прашував на почеток и на крај се вашиот спечаток, кој е после се. Вели, мојот спечаток е дека за овој процес вратата не е затворена. Она што Силва се обидува да протне како компромис е врзување на отворените прашања меѓу двете земји со процесот за стабилизација и асоциација, а преку него индиректно со формалниот преговарачки процес на Северна Македонија со Европската унија. Од она што сме го виделе досега, предлогот на португалското председателство сосема основано ги третира овие прашања барем формално како дел кој што е надвор од преговарачкиот процес. Ние знаеме дека во нашата преговарачка рамка спроведувањето на договорот за добрососедство секако ќе биде споменато во принципите кои што се на незиниот почеток.
Меѓутоа, барањата на Бугарија одат многу по-далеко од тоа. Она што го видовме досега, португалското претседателство не го прифаќа тоа да биде дел од преговарачкиот процес, како поради нашите задршки, меѓутоа исто така и поради задршките на другите земји членки, како што беа Чешка, Словачка, а веќе погласни во последен период исто така и Австрија, Германија. Значи, прашањето е колку ќе го задржиме тоа прашање како билатерално прашање од формален аспект. Нам ни е јасно дека Бугарија и да ги отвориме преговорите сега, ќе има многу шанси подоцна да го блокира овој процес. Меѓутоа мора да работиме на промена кон пристапот кон ова прашање и пред се од бугарска страна. Тоа што е во моментот предлог го задржува, барем она што го видовме низ медиумите, го задржува пристапот дека ова прашање ќе оди паралелно со преговорите, меѓутоа дека не може да биде инкорпорирано директно, многу поформално во преговарачката рамка, што беше едно од клучните барања на Бугарија. За 2 дена авионот на Радев ќе помине во Скопје за да го собере Пендаровски на пат кон Рим, каде двајцата претседатели заеднички ќе го чествуваат делото на Свети Кирил и Методи. Темата за отворените прашања и опциите за нивно надминување ќе бидат неизбежни во нивните разговори. Тешко е да се претпоставува колку тоа ќе биде од полза за напорите на португалското претседателство со Европската унија, кој како да користи се што може за да ја одоброволи Бугарија. The 12 points from Portugal go to Bulgaria. Bulgaria, 12 points. La Bulgarie, 12 points.